Обвинетиот Ѓоко Поповски виновен е за сторено кривично дело, злоупотреба на службена положба и овластување од член 353 став 5 во врска со став 1 од КЗ, а обвинетиот Никола Груевски виновен е за сторено кривично дело, примање награда за противзаконито влијание по член 359 став 2 од КЗ. 2 години затвор за поранешниот премиер Никола Груевски и 6 години и 6 месеци за поранешниот заменик министер за јавни набавки во МВР Ѓоко Поповски. Ваква е пресудата која денеска ја изрече судијката Добрила Кацарска за случајот Тенк на специјалното јавно обвинителство. Граѓаните на Република Македонија мора да знаат како се трошат нивните пари и сите јавни набавки кои што се спроведуваат се всушност со парите на даночните обврзници. Никој, а најмалку носителите на јавни функции, а тука сега го спаѓа и премиерот, не смее да ги подценува или омаловажува граѓаните онака како што всушност тоа го сторил обвинетиот Никола Груевски, на начин што успел да обезбеди за себе на незаконит начин патничко моторно возило марка Мерцедес S600 Гар, за кое што возило не само што не биле информирани граѓаните, туку со истото, како што самиот вели, дека додека да се одржат локалните избори, немало да објавуваат дека го преземаат возилото. Кацарска нагласи дека сведоците на одбраната претежно зборувале за оправданоста за набавката на ултралуксузниот Мерцедес, иако тоа не е предмет на обвинението. Судијката нагласи дека се земени во предвид електронските пораки помеѓу МВР и МАК Аутостар, кои биле испратени уште пред да се објави огласот, во кој представниците на полицијата и на автомобилската компанија ги договараат техничките спецификации на возилото. Освен таа комуникација, делата на Груевски, Јанкуловска и Поповски се докажуваат и со прислушуваните разговори во кои обвинетите разговараат како да не дозволат да се појави друг оператор на огласот, но и како да го сокријат Мерцедесот од очите на јавноста по неговото испорачување. Осудениот поранешен премиер не дојде во судот да ја слушне пресудата во случајот Тенк. На нашето прашање упатено кон неговите адвокати зошто тој не присуствуваше, тие одговорија дека не сакал да подпалува тензии. Осудениот Ѓоко Поповски беше спроведен од затворот во шутка со лисици на рацете, бидејќи вчера тој беше осуден на 6 годишна затворска казна во случајот 300 на СЈО, а обвинителите за него веднаш побараа притвор. Адвокатите на осудените не одговараа на новинарски прашања, дадоа само кратка изјава во која најавија дека ќе се жалат на пресудата. Одбрана во овој предмет силно жалиме што Основниот суд Скопје 1 не ја прифати нашата силна аргументација, која што со леснотија ќе го доведеше овој суд при изрекување на пресудата да донесе ослободителна пресуда. И не само тоа, но да донесе и одбивателна пресуда. Тоа од причина што не постојат услови за кривично гонење на ниту еден од обвинетите. Сигурно сме незадоволни и ќе вложиме сериозна жалба. Роковите за поднесување, но и за одговор на жалбата изнесуваат 60 дена. Изрекувањето на пресудата помина под силно полициско обезбедување, бидејќи пред судот беа собрани поддржувачи на Груевски. Помеѓу собраните граѓани, пред почетокот на судењето можевме да забележиме неколкумина поранешни градоначалници од редовите на ВМРО ДПМНЕ. Малата група стана гласна откако беше соопштена пресудата, а дел од присутните почнаа и да плачат кога ги забележаа камерите. Ликот кој јавноста го знае како фан на Мијалков и Груевски, Бате Геле, падна на земја и го привлече вниманието на присутните. За кратко време беше повикана и брза помош за него, а останатите демонстранти мирно си заминаа. Ова е втора пресуда за обвиненијата на специјалното јавно обвинителство. Вчера падна пресуда за случајот 300, а денеска за незаконската набавка на блиндираниот Мерцедес поскап од оној на папата. Поранешниот премиер Никола Груевски е обвинет во 5 случаи на специјалното јавно обвинителство, а ова е прва пресуда за него.